Конфликтот на Блискиот Исток влегува во нова фаза со спротивставени тврдења за можни преговори и континуирани воени напади на терен. Додека Вашингтон зборува за напредок во разговорите, Техеран го негира тоа, а тензиите во регионот не стивнуваат. Израелската армија извршила напади врз Иран. Иранската исламска револуционерна гарда одговори со нови воздушни напади врз американската и израелската воена инфраструктура. Иранскиот министер за надворешни работи Абас Аракчи изјави дека Ормудскиот теснец е отворен за бродови од земји кои не ги поддржуваат нападите на САД и Израел, додека е затворен само за бродови на земјите агресори и нивните поддржувачи. Моменталната несигурност во регионот и Ормудскиот теснец е директна последица од нападот на САД и Израел врз Иран на 28 февруари. Техеран решително го брани својот национален суверенитет и територијален интегритет. Израел ќе продолжи да ги напаѓа Иран и Либан и покрај тоа што Соединетите Американски држави размислуваат за прекин на огнот, вели израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху. Изјавата следува по телефонскиот разговор Трамп-Нетањаху, откако шефот на Белата куќа го запре воениот притисок врз Техеран со продолжување на рокот за повторно отворање на Ормудскиот теснец и одложување на нападите врз иранските електрани за уште 5 дена. Председателот Трамп верува дека постои можност да се искористат значајните достигнувања на израелските одбранбени сили и војската на САД за да се остварат воените цели во договор што ќе ги заштити нашите витални интереси. Во исто време, ние продолжуваме да напаѓаме и во Иран и во Либан, ја уништуваме ракетната и нуклеарната програма и продолжуваме сериозно да му нанесуваме штета на Хезболах. Американскиот председател Доналд Трамп вели дека Соединетите Американски држави преговараат со почитуван ирански лидер, но Техеран негира какви било разговори и соопшти дека американскиот председател се повлекува по нивните предупредувања. Израелски медиуми објавија дека САД го одредиле 9 април како можен датум за завршување на војната со Иран. Политико објави дека американската администрација тајно го разгледува председателот на иранскиот парламент Мохамад Багер Галибаф како потенцијален партнер, па дури како иден лидер на земјата.